нашите препораки се следните. Значи, целосно спроведување на договорот од 2 јуни. Кога велиме целосно спроведување на договорот од 2 јуни, се разбира и протоколот кој следеше, се разбира извештајот на Райнхард Прибе и неговиот тим, меѓутоа и препораките на ОПСЕ ОДИХР и нашите препораки во изминатите години, бараме целосно се спроведат, а не во манир на третирање на тоалетната хартија. Бараме сериозно спроведување на овие препораки заради тоа што тоа предпоставува и гаранција за тоа дека оваа наша земја ќе опстане. Понатаму бараме создавање вистински услови за слободни избори кои вклучуваат и истрага за безбедносната криза во Куманово, зашто не стана збор во протоколот кој го следеше договорот од 2 јуни. Сметаме дека и ова е многу важен елемент од создавањето услови за слободни избори. Без оглед на тоа дали ќе биде послушана или следена оваа наша препорака, верувам дека и тоа е препорака и на многу други инстанции, ние самите преку нашите извори ќе работиме на собирање материјал кој се однесува на безбедносната криза во Куманово од 9 мај. Избирачкиот список стана многу важна тема во изминатите неколку дена. Ние имаме и експертиза и препораки, веќе ги изнесовме на состанокот во седиштето на ОПСЕ пред 2 дена, кога беа присутни и политичките партии кои се дел од процесот. И сметаме дека избирачкиот список треба да биде направен од нула, буквално од почеток да се започне со создавање на избирачкиот список за да се избегнат сите можни манипулации кои ќе го следат овој процес. Знаеме и каде се пречките, да ве подсетам, избирачкиот список е во очајна состојба, како што покажавме и докажавме минатата година со нашите извештаи, каде што забележавме дека и откривме огромен број на фантомски гласачи, ја видовме во суштина како се спроведува операцијата Пустец и низа други операции кои го обструираат избирачкиот список и воопшто слободните избори. Во легислативата мора да се направат најитно промени кои што меѓу другото, за да може да се направи тој избирачки список како што треба, а тоа е во изборниот закон, меѓутоа особено е важен законот за регистрирање на живеалиштата и престојалиштата, бидејќи таму постојат основи за манипулирање на избирачкиот список. Да се подсетиме, при креирањето, односно создавањето на избирачкиот список мора многу сериозно да се внимава на гласачкото право на граѓанките и граѓаните и да се внимава на тоа никој да не биде изоставен од избирачкиот список и со тоа да биде загрозено правото. Ние знаеме како тоа би требало да се направи, се надевам дека институциите ќе го послушаат експертскиот став на Цивил и се разбира и другите невладини организации кои се занимаваат со ова. Во рамки на легислативата се разбира постојат и неколку други мерки, препораки кои ги имаме и кои ќе ги доставиме на меѓународните и се разбира домашните институции и носители на моќта и на одлуките. Мора да се направи сериозна итна реформа на Државната изборна комисија. Државна изборна комисија во која политичките партии го имаат главниот збор е неприфатлива за овој процес. Сметаме дека таа треба да биде составена од експерти, исклучиво од експерти, но доколку за тоа не постои слух, тогаш таа мора да биде проширена со експерти во која мнозинството ќе го има непристрасен, објективен став, а не политичките партии. Понатаму општинските изборни комисии, знаете и самите,
дека се многу проблематични како по својот состав, така и по тоа како дел од нив од носителите на функции во изборните општинските изборни комисии учествуваат во манипулирање со гласачките, односно избирачките материјали, се ангажираат во барање на пластични врвци за вреќите во кои се наоѓа избирачкиот материјал и низа други работи. Забележавме сериозно отсуство на знаење, на познавање на процедурите и на нивната функција воопшто кај голем дел од членовите на општинските изборни комисии, што сметаме дека е неприфатливо. Мора да се најде некој друг модус. Државната администрација знаеме дека во последните 10 години е еден многу добар верен клиент на власта и впрочем тие се единствените кои го составуваат секој состав на општинските изборни комисии. Тоа мора да се промени веднаш. Постојат 2-3 модуса за тоа како да се направи промена и реформа. Меѓу другото инсистираме учество на граѓанското општество во креирањето и на општинските изборни комисии. Во медиумите мора да се направи сериозен, коренит рез и тоа МРТВ под контрола на опозицијата. Сметаме дека е крајно недоволно и сметаме дека Агенцијата за визуелни и аудиовизуелни медиумски услуги мора да биде ставена под контрола на граѓанското општество, односно на објективна. Кога велам граѓанско општество, сакам да кажам многу пошироко отколку невладините организации, не ме разберете погрешно. Значи да биде потполно реформирана и да стане објективна, независна регулаторна институција, а не тоа што стана во изминатите неколку години. Гласањето за дијаспората за нас е многу проблематично, сметаме дека треба да се укине.